Во однос на лани, годинава поголемиот дел од пчеларите поминаа поарно. Теглите со мед ги наполнија за 1/3 повеќе за разлика од претходната година, која беше една од најлошите во последните 3 децении. Па добро, ние во Кочани може да кажеме дека во споредба со другите региони во Република Македонија, ние имавме среќа да имаме добар медобер оваа година. Пролета беше во еден период исклучително медоносна за нас пчеларите. Меѓутоа, вториот дел на летото не беше толку добар, а со селидбеното пчеларење во вториот дел немавме баш добар принос. Инаку, пролета беше многу добра. Сепак, за добри приноси годинава требаше многу пчеларско знаење и умешност, зашто условите за пчеларење годинава биле исклучително специфични. Значи, ова година малку беше поспецифична за пчеларење, со оглед на тоа да се јави некако ран развој на пчелните друштва, па потоа фати период на заладување каде што пчелите не можеа многу да општат со природата, да се развиват добро и после се јави еден така да кажеме добар топол темперан кај што нектарот беше намален, али јаките добри пчелни семејства беа спремни за паша и бресува мед оваа година. Иако годинава теглите се наполнија доволно за задоволство на пчеларите, сепак медот сам по себе на нив малку им значи. Пазарот бара, а пчелите нудат и многу други производи. Имаме мешавини со бадеми, лешници, ореви. Тие се богати со калциум, калиум, фосфор, се што е потребно за нашиот организам. Имаме мешавини со таан, со мелени, бадеми, лешници, ореви. Тоа е стар рецепт за слабокрвно, за анемија, за слаби деца. Во источниот регион има околу 400 пчелари со близу 15.000 пчелни семејства. Во просек од нив се добива по 15 килограми мед по семејство, што значи просечни приноси од околу 230 тона. Со цена од 350 денари по килограм, тоа значи дека пчеларството на регионот му носи приход од околу 1,2 милиони евра.